Данок на имот се плаќа на недвижен имот, освен на оној имот кој што е ослободен од плаќање на данок според Законот за данок на имот. Согласно Законот за данок на имот, за недвижен имот се сметаат земјишта и зградите и други градежни објекти како инсталации подигнати врз нив или под нив или се трајно споени со нив. Во таа смисла, во член 8 од овој закон излично е предвидено кој имот е ослободен од плаќање од данок, па оттаму нигде не е предвидено ослободување на данок од имот за куќа која што е во изградба, односно се смета за карапина. Имајќи го ова предвид, обврзник на данокот на имот е правно или физичко лице кое е собственик на имотот. Даночната обврска настанува со денот на стекнување на имотот, издавање на одобрение за употреба на недвижниот имот од надлежен орган или од денот на отпочнување на користењето на имотот од обврзникот на данокот. Во однос на прашањето за плаќање на голем данок поради тоа што не живее во стамбената зграда, истото е во согласно со Законот за даноци на имот, каде што е предвидено во член 9 дека обврзникот на данокот на имот за стамбена зграда или стан кој живее со членовите на неговото семејство во станот има право на намалување на присметаниот данок во висина од 50%.